Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден, драги слушатели, вие сте на бреновите на Радио Слободна Македонија. Ова е умствена гимнастика, заедно со мене, јас сум вашиот автор и уредник на умствена гимнастика, Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I, и во ова денешно издание на умствена гимнастика ќе ве водам токму низ разговор заедно со мојата гостинка, соговорничка, со која одбравме една мощна и интересна тема која се надевам дека ќе го задржи вашето внимание да останете покрај радиоприемниците. Добар ден ки посакам на Гордана Јанакиевска, која што е председател на Сдруженијето King Marcos Land или земјата на Крали Марко, што само по себе ни отвара многу интересна тема за разговор за нашите слушатели. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден и поздрав до вашите слушатели. Особено ми е драго што ја прифативте поканата, што седите заедно со нас и што ќе имаме прилика да позборуваме за една тема која што останува како вечна легенда, но легенда која што се испреплетува со вистината, јас ќе кажам. Посетувајќи го вашиот сајт King Marcos Land, гледаме дека сте сосема значителен дел од вашето време го посветувате токму на подготовка на материјали кои што се врзуваат со историјата и со едно славно име на Крале Марко, кој што јас велам секогаш легендата и вистината се тука некаде испреплетени. Долгогодишен работник сте во сферата на туризмот и сте токму посветени на истражувањата, фактите кои што се однесуваат на Крале Марко. Што ве поттикна токму да го одберете Крале Марко како заштитно лице со кое што ја промовирате Македонија не само во регионов, туку и во светски рамки? Па она што првично ме поттикна да го истражувам Крале Марко во Македонија, тоа е една песна која е посветена на неговиот брат Андреја. Се знае дека манастирот во Матка Свети Андреја е посветена на неговиот брат и во песната се кажува дека Андреја умира од раката на Крале Марко и при тоа го моли да ја каже на мајка му дека загинал славно во војна. Тоа не соодветствува со вистината. Вистината е дека Крале Марко загинал, а неговиот брат заминува за Унгарија и таму му се губи трагата, не се знае до кога живеел. Истражувањата ме наведоа на една песна која е сочувана нотно во Дубровник и е запишана оваа песна како таква и се пее. Многуте топоними кои се во Матка ме наведоа да малце почнам да размислувам што Крале Марко има врска со Матка, со се тоа и едно 5 години истражував материјали, купував книги, одев по библиотеки и навистина најдов на голема литература која кажува во главном оној легендарниот дел. Значи историскиот и не се бавев многу со него, бидејќи во суштина ова што сега го работам King Marco Land е земја на легенди. И ние пробувам да направам еден тип на туризам кој се заснива на тие легенди. Брендот Крале Марко е захвална солуција на сето тоа, бидејќи е познат по целиот Балкан. И сите овие балкански простори имаат нешто што е врзано за Крале Марко со некоја песна, со некоја легенда, сочувано е како таква и ми даде повод да таа King Marco Land земја ја направиме у суштина нешто што ќе биде таква туристичка програма. Во неја се обработени местата Охрид, Скопје и Прилеп и дел од нив се као подзнаци за Охрид Трпејица, за Прилеп Крушево и за Скопје Сушица, кај што е Марковиот манастир. Така да во глобала сите тие приказни се врзани со тие легенди. Низ тие проучувања ние првично почнавме со една веб страна која се викаше Крале Марко ОРГМК, во која беа ставени сите можни податоци, евидентиравме топоними, песни, приказни, легенди,
пишувања околу сето тоа. За жал не успевме, тоа беше една стара верзија да ја сочуваме како таква. Финансиски средства немавме за преработка на таа страница и направивме на глобална грешка, едноставно ја откажавме. Сега таа постои како страница, меѓутоа далеко од тоа што Крале Марко беше. Сите тие податоци што беа таму ќе бидат пренесени во Кинг Марко Ленд, меѓутоа Кинг Марко Ленд е првично туристичка варијанта на понуда низ легенди. Така, Кинг Марко Ленд е навистина страна која што изобилува со податоци, со многу информации, а вие го одбравте токму Крале Марко да биде символ на нашата земја во делот на промоција на Македонија како туристичка дестинација. Сега, голем број на легенди се врзуваат со името на Крале Марко. Рековте дека добар дел од нив ги искористивте токму во изработката на страницата. Јас ќе ги поканам нашите слушатели да ја посетат страницата. Меѓутоа, она што веројатно го пренесувате често кога имате прилика да контактирате со луѓе кои што доаѓаат од надвор во нашата земја, е да го задржите нивното внимание преку некоја интересна легенда. Која од легендите поврзани со Крале Марко е највпечатливата? Може би една тешка и неблагодарна задача за вас, имајќи предвид дека долги години го истражувате Крале Марко. Еве, например, сега 17. мај, кога правевме денови на Крале Марко, легендата која ја кажував тогаш и која пласирав навистина интересна. Да речеме, сите го знаеме Божурот, кој е бел во глобала. Во Косово и во Ровине, каде што Крале Марко загинал, има една темна црвена боја. И тоа е ендемична врста која вела дека се појавува само на тие две места. За Косово е познато дека Крале Марко, дека бил мал, дека владел неговиот татко на овој простор, му дал простор во Призренскиот регион да таму владе и практично, на што ја го кажувам, вежбал како тоа да го прави. При загинувањето на неговиот татко и вујко, тој ги наследува нивните владења и двете фрески кои се сочувани во Марковиот манастир и во Прилеп се нешто што многу често се изненадување за страните гости, па и за нашите луѓе, бидејќи тој е во една убава кралска византиска облека, во едната е во црно, во другата е во бело облечен и навистина нешто што е малце познато и малце искористено како податок или како можност на Крале Марко владетел, не Крале Марко легенда или Крале Марко кој мафта со буздован и пие многу вино и се брка со шарецот и ги тепа овие турците. Значи, ја гледам да ја искористам таа варијанта на неговото владење, на неговото царско владење. Познато е дека Марковите кули на водно при испитувањата е пронајдено дека тие имале подно грејење и дека е пронајдено мурано стакло, што значи дека тоа било една добро развиена цивилизација, еден добар развиен начин на живот, кралски живот, кој ние во суштина многу го занемаруваме или многу малце водиме внимание дека тоа така било тогаш. Така, што говори историјата, историските податоци до кои што сте дошле? Во кој период го бележиме живењето на Крале Марко и кои дестинации денес би требало да ги посетиме во Македонија за да точно ги следиме трагите на Крале Марко во нашата земја? Тој е роден 1335 година, а загинат е 1395. 1371 година, кога загинуваат татко му и вујко му во Маричка битка, тој владее. Тоа е некој владење од некој 24 години, што не е за занемарување. Владетелството во главно му било во Прилеп. Марковите кули во Прилеп се најголемите на Балканот кули. Ние имаме Маркови кули на водно, се знае, најдени се траги на живење на Кале во тој период во кој тој живеел. Во делот на матка, неговиот брат Андреја владел. Ваму кај што е Марковиот манастир, кој се вика Марков манастир, в суштина е Свети Димитрија црквата, владел Димитар, неговиот брат, и тие региони биле под некој начин на контрола на неговите браќа. Всушност владењето во Византија било дека ти даваат некој простор во кој владееш и во случај на војна ти си должен да со
своја војска се придружиш на војската на званичното царство и да така учествуваш во за нивните потреби освојувања или напади. Крале Марко, за разлика од другите кои живееле овдека и за кои и ден денеска се вели дека се деспоти, имал многу внимавал да го заштити народот и токму ради тоа неговите легенди останале нешто што значи почитување на таа личност, величење на таа личност, затоа е тој голем, затоа е голем јунак, затоа сите ги победува. Тоа е само начинот на кој народот му возвраќал. Другиот начин е многу топоними кои се дадени или кои ги имаме во Македонија, речиси нема место во Македонија кое нема нешто што е врзано со крале Марко, не се врзани со неговиот период, него се на некој начин само сеќавање на крале Марко, а некој се ги као заштита. Да речеме во Свети Андрија црквата вие имате еден отисок на рака која е голема, која кажува ова е на крале Марко, него фаќајте, и за време на турското владење и на влегувањето на турците на овие простори, таа црквичка никогаш не била рушена. Што значи народот се досетил и многу такви вредни објекти кои него му значеле нешто, ги му давале име Маркова црква, Маркова некоја точка која нешто ќе асоцира дека тоа треба да се заштити. Така, добре, дадовме убава инспирација за сите оние кои не слушаат и кои што можеби немаат план за овој викенд, добри дестинации кои што може да ги посетат и еве и да научат нешто повеќе за крале Марко, односно да ги следат неговите стапки низ нашата убава земја. Овде одиме со една кратка пауза и се враќаме назад со разговорот. Вие слушате Умствена гимнастика на радиото во Боја. Умствена гимнастика е заедно со вас на Радио Слободна Македонија. Во студиото ни гостува Гордана Јанакиевска, која што е претседател на Сдруженијето King Marco Land или Земјата на крале Марко. Зборуваме за овој легендарен лик од историјата на нашата земја, зборувајќи за многу факти кои што се поврзани со крале Марко, вклучително и она што пред малку го споделивте со нас како информација на досетлив начин како ги штителе манастирите во време на атак од турската војска, како што велите утисок од раката на крале Марко, која што се сметало дека е огромна и ќе се чувствувало страв дури од војската да го атакува манастирот. Веројатно голем број на такви верзии кои што би рекле се легендарни се врзани со името на крале Марко и можеби една од најтешките задачи низ вашето истражување кое што го имавте посветено на овој легендарен лик е како да повлечете јасна линија помеѓу легендите и помеѓу она што е вистина е поврзана со крале Марко. Дали е тоа една на вистина од најтешките задачи? Ви успева ли секогаш да знаете што е вистина, а што е приказна врзана за името? Па искрено никогаш не бегам од таа легендата. Легендата ми е првично нешто. Моето искуство во туризам кажува дека туристот е човек кој има слободно време, има пари. Треба да му најдете добра приказна со која ќе го намамите токму кај вас да дојде. Тука ние во тоа сме многу слаби. Значи не ги негуваме тие приказни со кои ќе ги намамиме гостите и идејата моја беше дека низ легендите у суштина ќе направам нешто што ќе значи еден поинаков туристички производ. Мислам дека тоа веќе докажува дека десетини години постоиме, дека ние сме одбрале добар пат. Не само што направивме низ легендите да ги намамиме луѓето, него направивме цел една студија на таков тип на туризам. Ние имаме крале Марко храна. Многу мина кој ќе кажам, тоа ќе се насмејанат и не ми е јасно што е тоа. Значи во периодот на крале Марко не постоела пиперка, не постоел патлиџан, компир, пченка, сето тоа е донесено од Америка. Америка во тоа време не била откриена и тој јадел нешто што не содржи тоа. Сите тие стари јадења кои у суштина ако малце подобро се вратиме наназад, ние и ден денеска ги употребуваме и нашите гости не јадат во дрвени чини со дрвени лажици, него јадат во убави модерни верзии храна која содржала во тој период. Значи, нашата суштина на понуда на храна е тоа. Се трудиме да имаме сувенири од штампани. Долги години на денови на крале Марко соработуваме со деца, со школите кои цртаат цртежи на крале Марко, одбираме најдобар и тоа е следната година мајца со која ние гостите ги дочекуваме, им даваме, ја пренесуваме таа приказна. Сувенирот е многу важна работа. Има неколку ракотворци кои изработуваат веќе сувенири
кои си го најдоа својот пат низ тоа, низ сите тие средби, низ сите тие настани што ние ги правиме, они едноставно имаат свој пазар на луѓе кои се заинтересирани да го купат тоа. Втора работа, нашиот проект е заштитен авторски за Македонија, Србија и Бугарија. Со самото тоа, тој производ кој ние овдека го правиме, може само да го преземат од нас. Заштитени се тие што изработуваат сувенири, заштитена е храната која ние ја евидентираме како Крале Марко храна и на некој начин правиме еден добар бренд со кој можеме да бидеме поносни, можеме да го продаваме на страна од нешто како е сопствено производство. Така, каква е посетеноста, каков е интересот за овие така наречени Крале Марко тури, како може да се добие една ваква тура? Па на сајтот има веќе неколку понуди на такви програми и тие се врзани со местата, со настаните, со календарите, календарски она што се случува и понудата е Крале Марко е нетипично здружение на граѓани. Ние сме здружение на правни лица. Значи, јас соработувам со туристички агенции, со хотели, со ресторани, со луѓе кои изработуваат сувенири, со општини, со медиуми, сето таа приказна практично ја водам низ сајтот и со работниците. Ние имаме наша агенција која кога има понуда на туристичка тура, тоа го организира и тоа го прави. Значи, ја не се занимавам или нашето здружение е само координатор во сите тие работи. Ресторани кои знаат што значи Крале Марко храна и кои ќе ви понудат во пролет една храна, во зима сосема друга, на лето сосема трета. Значи тоа е се она што е обработено и секој од нив. Суштината на постоењето и на обстанокот на Кинг Марко Ленд е во тоа што сите тие имаат работа. Истиот момент кога нема да имаат работа, нашата соработка ќе прекине. Тоа тука нема некоја филозофија. Каков е интересот на бројот на граѓани кои што ја посетуваат веб страницата Кинг Марко Ленд и кои што еве се заинтересирани да ги следат трагите на Крале Марко, да ја вкусат храната од тоа време? Па имаме добра посетеност. Имаше еден период кога имаше страшно многу посетеност од Кина. Ја не можев да сватам што е. По пребарувачите и по она што таму успеав да го најдам, но суштина беше дека ние први ја објавивме информацијата за музеот на Мајка Тереза. Значи не сме врзани директно само за Крале Марко. Мајка Тереза и првите сознанија за неја се добија од кај нас и едноставно Кина е голема земја. Некои почнува да ја пренесува таа приказна и имавме страшно многу, да речеме по 1000-2000 посети дневно. Навистина бе фрапирана што е сега најднашта заинтересираност на кинези во денешните случувања кажуваат дека источните земји на вистина многу ја посетуваат Македонија и го посетуваат музеот на Мајка Тереза и тој води во својата посетеност еден меѓу најпосетените, ако не и најпосетен од страните гости. Така, одбравте многу интересен лик, зборувате за Крале Марко, преку него ја промовирате Македонија и веројатно низ долгогодишното искуство може да дадете една оцена за тоа дали нешто може да се стори дополнително во Република Македонија за да се унапреди туризмот. Иако сме сведоци дека имаме голем број на историски знаменитости, имам впечаток дека слабо работиме на градење на легенди, на митови кои што ќе бидат поатрактивни за туристите да дојдат во нашата земја. Не само што слабо работиме, значи оваа приказна може да се вика било како, може да се вика Гоце Делчев, може Александар Македонски, може некоја личност од Лидија, значи не системот е истиот, обработување на тематиката, обработување на местата, значи не е само туристичка тура да се направи, јас се и обиколува местото, треба да видиш колку време ќе поминеш, кој човек таму ќе ги пречека, дали начинот на кој ќе таа приказна се пласира. Туристот сака да ја доживее реалната приказна. Значи он сака таму тој што живее да му ја каже, да го почувствува тоа негово живење со таа приказна, со таа легенда која се пренесува со генерации и тоа е многу поинаков впечаток отколку јас како туристички водич да отидам да го издиктирам тоа, да ги покажам еве тоа е тоа и да се вратиме назад. Нашите па и светските туристи веќе се сака да го доживеат она што е вистинското, сака да го имаат сенсот на животот што се одвива тука, да учествуваат, да бидат дел од тој живот. Ние пред неколку години во Девич
тоа е место, село кај Македонски Брод, еден млади брачни пар од Данска, наши македонци отворија ранч таму и направија туризам. Ние долго време направија, таму се девините кули, луѓето кои со намера да живеат, луѓето кои проаѓаа стално ги прашуваа кај се девини кули и сватија дека у суштина би требало да почне да се бават со туризам. Некако дојдовме до контакти и едно време јас им го менаџирав тоа со намера да тој дел заживее. Значи, тој е многу захвален. Тука имате Девич, ја имате Пешна, која е другата сестра по легендите на Крале Марко. Тука го имате Китино, Кале кај Кичево и вие еден викенд имате буквално сите денови да ги исполните, да поминете низ тоа. Успеав со нив да се договорам, они едно време чуваат ноеви. Успеав да се договорам со нив да храната не ја спремаат тие, него локалните жители во селото. Најдовме бабички кои спремаат пити, јадења стари. Уште поавтентично. Да. Дури ги носевме гостите, да речеме, кога одат да видат како кравата се мозе, овците да се чуваат, да берат чаеви. Имавме намера, тука има бавчи со тутун, да сето тоа да учествуваат во таа берба на тутунот, во нижењето на тутунот, да го доживеат тој начин на живење. За жал, таа приказна не се одржа. Едноставно, контактот меѓу општината и луѓето кои тоа го направија со добра желба да го прифатат, не се одвиваше на соодветно ниво. Они дојда од Данска научени на еден ред, на еден сосема друг принцип на живење, тешко го прифатија тоа и едноставно се откажа, не престанаа тоа да го работат. Тука е болката. Значи, ја минатата година правевме 10 години од Крале Марко и нашата програма ја одвивавме, решивме секој месец да направиме во некој од местата низ Македонија, што значи Крале Марко програма, како таа треба да се направи и како сите да учествуваат во неа. Бидејќи туристот ако дојде во вашето место, ако вие дојдете таму, тој нема што да купи, едноставно не сте прилагодени за сето тоа. Се прошетате, он ќе остави ѓубре, некој тоа ѓубре треба го чисти по него и во текот на време у суштина нив тие туристи ќе им пречат. Нема да бидат добро дојдени, него ќе им пречат. Бидејќи не оставаат пари, прават во главном гужва околу сето тоа, немаат бенефит од сето тоа и тоа нема да живее така. Значи, тие обуки ние ги правихме во насока дека треба и општината, и локалните луѓе да имаат тоа бенефит, да учествуваат сите заедно, да бидат заинтересирани, да местото биде чисто, да биде понудена храната соодветно, да има сувенири кои ќе ги изработува некои, да тука ги купат и тука оставаат пари. Моето искуство со туризам кажува дека најголемата болка кај нас е луѓето доаѓаат на готови аранжмани, меѓутоа слабо трошат пари, дека едноставно немаат начин како да ги потрошат. Вие ако дојдете во Скопје, немате места, веројатно сте биле во другите градови, цела улица е со сувенири. Вие овде ќе најдете овде, па на некои 100 метра некоја друга и тие се некако кои треба да ги истражуваш, не место која е улица на сувенири па да вие изберете еден сувенир. Така, најчесто и од остануваат угостителските објекти место каде што може да потрошите средства. Најчесто што го нудат не им е доволно добро за да ги потрошат. Јас сум била сведок на многу туристи кои едноставно парите си ги враќаат, она што планирале да ги потрошат, не нашле соодветен начин како да ги потрошат. Па добро, еве еден добар поттик за сите оние кои што се повеќе креативци, кои што не следат за да може да размислуваат за начини на подобро промовирање на Македонија. Во секој случај остава доволно простор за да размислиме и да ги привлечеме не само оние кои што се потенцијални туристи да дојдат, туку и едноставно што велите вие да може да... Не можам да кажам дека немаме креативци, дека не соработката меѓу сите нив е нешто што е кај нас болна точка. Значи, сите мислиме дека се знаеме и сите очекуваме дека од мене треба да почне се. У суштина, туризмот не е приказна и донеси гости. Ако не соработуваш со сите, ако тој шофер на автобусот не си ја знае својата работа, а е главен во смисла на гостите и на сето тоа, ако вие дојдете во ресторанот, очекувате дека ќе најдете Крале Марко храна, тој нема појма што е тоа. Зборам условно, мене не дозволам да ми се случат такви работи, меѓутоа ако во хотелот едноставно не берат гајле од напред е чисто, а позади кој ќе се свртете или од тераса
да гледате врие од ѓубре, тоа не е добро. Така. И тоа не треба да Доволно биде зборува. во тоа не треба да биде, треба сите да бидеме заинтересирани, бидејќи тој впечаток го пренесува гостинот, било да е домашен, било да е странски, и кажува една негативна слика за нас. Дури има и такви кои на соодветен начин ќе ти го кажат тоа, меѓутоа има и такви кои ќе пречутат, али приказната која ќе ја пренесат ќе каже нешто сосема друго. Така, овде ќе направиме една куса пауза и се враќаме со последниот блок од нашиот разговор. Вие слушате умствена гимнастика на Бреновите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас е Гордана Јанакиевска, председател на Сдруженијето за земјата на Крале Марко или Кинг Марко Ленд. Гордана, во овој последен блок од разговорот би сакала да се осврнеме на една тема која што ја третирате на вашата веб страница, а тоа се 7 македонски чуда за кои што пишувате и зборувате. Колку овие 7 македонски чуда се познати за туристите, но и за домашната јавност, и ајде да ги споделиме со нашите слушатели. Дали тие може да бидат искористени за дополнителна промоција на Македонија? Би требало да бидат искористени. Значи, јас работев од самиот почеток на Експлори Македонија и веројатно ја знаете приказната за Јаху, екипата која дојде тука и приказната која ја направивме за да им ја понудиме Македонија од еден друг агол. Тоа е идејата у суштина и на овие 7 македонски чуда. Тие која дојдоа едноставно беа скептични дека тоа што им го нудиме ќе го доживеат, меѓутоа како деновите поминаа, тие доаѓаа се во поголем број за да можат сите места да ги видат. Кога ги направив на сајтот 7 македонски чуда, тоа се Адам, кој не заобиколно е нешто што е интересно, тоа е 7.500 години стара фигурина која е анатомско машко тело. На истото место се најдени керамички жита, филигрански направени, единствен наод во светот. Култот кон лебот и погачата, нешто што е карактеристично за нас и што не успеавме да го дигнеме на едно повисоко ниво, е приказна која навистина тие две чуда се нешто што заслужуваат внимание. Иконите дека почнала да се цртаат и дека најпознатите икони потекнуваат од овие простори. Нашата кирилица која недоволно ја искористивме да ја издигнеме на едно повисоко ниво. Ако отидете во Египет, секаде ќе ви напишат на египетски вашето име. Ниеден странец овдека не сте му понудиле на кирилица да му го напишете вашето име. Било каде да е во Македонија, што е еден неискористен факт. Даутовски со окарината е нешто што за мене е навистина фасцинантно. Таа окарина е нешто што дава еден прекрасен звук. Не знам колку сте биле во можност да ја чуете, се заљубив едно моме како он ја свири. Музиката, македонската музика, игра и песна се нешто што сите во светот не познаваат, ние малце го користиме како такво. Не знам дали ги набројав сите, али мислам дека се сите, ама можат гледат слушателите да ги видат на страницата. И морам да кажам дека у почетокот кога ги објавивме, мислам дека Алшар го заборавивте во овој ред? Да, Алшар, секако Алшар го заборавив. Нешто што е фасцинантна приказна сама за себе и која нешто значи по мене исто недоволно искористена. Кога ги качив сите тие како приказни, јас имав, па да не кажам во почетокот едно 50 барања за дозволи да тие приказни бидат пренесени во странство. И самиот тој факт кажува дека тие приказни се доволно интересни, доволно добри, за да од нив се направи и туристичка дестинација и туристички програм кој може да се понуди. Дали тоа е еднодневен, дали тоа повеќе дневен. Пак ќе кажам, не доволно искористени приказни кои ние ги имаме. Јас сум од својата 18 година во туризам, а сега имам 65. Можам да ви направам од било кој збор туристичка програма. Значи тоа е нешто што ние го имаме и што ние не знаеме доволно да го искористиме. Ако отидете било каде во странство, од Шпанија ќе ве однесат, ви прават од ова камче цела приказна и у суштина знаете дека ве лажат, ама вие едноставно сте го платиле тој програм, добро е направен како треба. Тоа е суштината што треба ние далеку да почнеме да работиме за да можеме да имаме вистински и бенефит и добар туризам.
И сосема за крај ни остана уште една тема која што би сакала да ја начнеме, но се надевам во некој од наредните изданија на умствена гимнастика би сакала малку повеќе да ја обработиме. Тоа е еден проект кој што неодамна го започнавте. Проект наречен 365, асоцира на секој ден во годината и може да се види на вашата веб страница 365.4d.mk, каде што за секој ден пишувате по некоја интересна занимливост поврзана со значењето на денот кој што го живееме. Па почнав со едно 3-4 теми, сега се 11. Првата е дали знаете и врзана е секогаш со нешто што малце е познато. Еден пример, вчера е 2 јуни, денот кога почнува Штипско културно лето. Верувам дека многу малце луѓе знаат дека во Штип е првата опера Палјачи направена е во 25-та година. Значи, тој факт со една убава фотографија од Завод за заштита на споменици во Штип е као фотографија и на нејзе. И тие се секој ден врзани со некоја тема, која по мене мислам дека допрва ќе биде нешто што навистина ќе треба да се ќе биде искористена. Потоа идете календар со настани кои се исклучиво во Македонија. Значи, се она што на денешен ден се случува во Македонија е наведено во тој календар и од случувања, и од кој е роден, и кои се починат, и верски календар, и празници кои се на тој ден, и тематиките се во главно после врзани на таа тема. За Македонија обично е тоа тема некоја избрана од тој ден, за Скопје исто така. Имаме една тема која е многу интересна и која на Facebook навистина има многу посетители, тоа е 365 цркви во Охрид. Сите ја знаеме приказната дека Охрид имал 365 цркви, меѓутоа никој не ги навела сите. Во некоја бројка од 365 влегуваат црквите во Охрид, Струга и Преспанскиот регион и навистина ги покрива секој ден тие цркви. Потоа имаме 365 верски објекти во Македонија, врзани пак со календарот, 365 јадења кои се исклучува македонски тематика, например вчера беше на 1 јуни беше денот, светски ден на млекото, па пишував за кајмакчиња, за млечник и такви овие рецепти кои кај нас се можеби и веќе заборавени. 365 приказни за легенди, секоја легенда има свој ден. 365 сувенири, тоа се сувенири изработени во Македонија и нивното значење. И имате тема ајде да одиме до, па е во зависност од темата која, еднодневна понуда на туристичка понуда. Так. Јас навистина сметам дека сте доволно провокативни за сите оние кои што сакаат нашата земја да посетат и да се запознаат со делот знаменитостите, но не само да прочитаат, туку и да појдат да ги посетат или ако ништо повеќе да испробаат дел од рецептите кои што велите ги нудите на веб страницата. Ќе ви посакам уште долги години да останете верен промотор на нашата земја и на нејзините убавини и се чини дека овие теми остануваат неисцрпни за разговор, па ќе оставам отворена поканата за во уште некој од наредните изданија на умствена гимнастика да ги поведеме нашите слушатели низ повеќе интересни дестинации кај нас. До тогаш ќе ви посакам да останете во добро здравје и да продолжите посветено да работите на промоција на нашата земја. Искрено се надевам дека ќе можам уште малце да ги завршам овие проекти како сум ги планирала. Ова 365 календар е некоја варијанта на мобилна апликација која би требала во иднина да биде достапна до сите. Така, па да можете полесно да ги следат сите овие настани. Овде јас ќе ги поздравам нашите слушатели, ќе ви посакам убав и пријатен остаток од денот и ја закажувам следната средба на брановите на Радио Слободна Македонија за 7 дена. Вие слушавте умствена гимнастика заедно со мене, јас сум вашиот уредник и водител Христина Рунчева-Тасев. Слушавте умствена гимнастика во продукција на Радио Слободна Македонија на 3 јуни 2016 година. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.